Под беласичките села живнаа за новогодишно-божикните празници. Стотици семејства се вратија да прослават со своите најблиски. За разлика од лани, кога поради ограничувањата за COVID-19, овој крај остана празен. Деновиве тука е раздвижено и бучно. Панде Пецев од Габрово вели дека и годинава не дошле сите, но сепак не е ни пусто како минатата година. Јас сум повеќе по патешто. Сите што се под годината тука сите ги знам гордо. Дали има 30% питање? Нема и 30%. Итак да мокрено до Банско. 30% нема да дојдем. Нема. А зашто? Дали там е скапо? Што работа не знам. Кога и да се спомнат верските празници, најмногу внимание привлекува Колешино, село со 4 цркви и исто толку христијански верски заедници. До пред 120 години во Колешино имало само црква на православните христијани, но со ширењето на мисијата на Мистон во Колешино е отворена и методистичка црква, а постепено се отворени и цркви на верските христијански заедници, Јеховини сведоци, баптисти и адвентисти. Но и покрај тоа што во село со околу 800 жители има 4 цркви, мештаните велат дека взаимната почит е над се. Сите исто се слават. Се е убаво. Одеме и на таа Саботијанската црква сам удила, на православната, на Препостанската сам удила, у Јаховито не сам удила. Подалечко ми е така од мене и не сам удила таму. И така. Ама убаво, дек да идеш за Бога нек се говори, се е убаво. Да слушнеме нешто. Одлично, сите се сложни. Сложни. Не знам какви другите вери, какви са. Јас сум од методистичката црква и ние как празнуваме? Празнико Рождеството Христово. И треба да веруваме од това. Свештеникот во православната црква отец Максим Пармачки овде е веќе 2 години. Вели дека Колешани се пример за соживот, пријателство и прифаќање. Тоа апсолутно значи дека може да го ставиме како пример, како што реков дека навистина, еве јас имам околу мене имам православни, имам и од другите вери кои што се, но кога треба нешто да се прави, кога треба некој да се помогне, еви лично и на мене, значи сите ми помагаат, и православните, и протестантите, и другите, значи кои што се. Значи нека биде пример, нека биде каде што има повеќе верски заедници, нека го има тој соживот, бидејќи тоа е целта на луѓето, да има чисто срце, да имаме за да помагаме еден друг, да во секој да го гледаме Христовиот образ. Освен пријателството, Колешани ги врзува и иста судбина. Подеднакво се селат верниците од 4 цркви во потрага по подобар живот и по сигурна иднина. Во селото има се помалку млади и деца, а се повеќе возрасни, кои останати сами се снаоѓаат во осаменоста и староста.